Почитувана јавност, почитувани медиуми, треба да доближиме законските решенија кои што денеска зборуваме попластично до граѓаните за да може да ги разберат. Се работи за Закон за платежни услуги и платни системи по скратена постапка, закон со над 230 члена и над 400 страници, кој што замислете добива европско знаменце и за кој што ние како пратеници имаме само 3 дена рок да расправаме за истиот и покрај тоа што регулира се опфадна, комплицирана и сложена материја. И повторно, како по кој знае кој пат вакви сложени законски решенија кои што детерминираат како цел еден систем кој што е доста комплексен ќе се однесува, се носат без никаква консултација до оние институции кои што треба да бидат главни при регулација на оваа законска регулатива. Можевме да видиме дека Македонската банкарска асоциација не е задоволна од вака доставеното законско решение и тука не сакам да заземам страна, туку кажувам дека оние кои што се корисници на сите законски решенија треба да бидат консултирани за да можеме еднаш за секогаш како држава да донесеме закони кои што ќе го положат тестот на времето, а нема да има потреба да ги менуваме на секои 3 или 4 месеци како тоа што се случува во изминатите години. Вреди да се напомене дека ние поднесовме неколку амандмани кои што беа одбиени и за таа цел сакам да изразам навистина едно големо жалење што повторно по кој знае кој пат пратениците од мнозинството одбраа да им веруваат на партиските насоки наместо на аргументите на пратениците од опозицијата, кои што вреди да се напомене дека беа преточени од оние консултации со коморите, со економските и финансиските експерти, како и со асоциации и многу други групи на луѓе од кои што би биле заинтересирани, односно кои што нивната работа би била регулирана од овој сектор. Што е многу важно и што е, би рекол, суштина на овој закон? Тоа што во Република Македонија единствениот регистар на сметки е приватен. Тоа го уредува клиничката куќа КИПС и фактички таа клиничка куќа знае колку пари има секој човек. Секоја сметка во држава, колку средства има. Со ова законско решение, владата предвидува да има измена и наместо во приватна клиничка куќа, КИПС, која што досега го има положено, би кажал, испитот на доверливост и испитот на неупадливост во сметките, владата сега повикува, односно предлага овој регистар на сметки да се префрли во централен регистар, државна институција, која што да бидеме искрени, не толку добро се има покажано во изминативе години во непартитноста, односно дека е прилично некорозивна на партиски влијанија и секој министер ќе може во било кое време со еден телефонски повик да дознае која компанија и кој поединец ќе има колку средства на сметката. На тој начин можеме да кажеме неколку работи. Прво, дека ние не правиме одвојување на државниот апарат, односно на политичките номенклатури што го управуваат државниот апарат. И повторно создаваме законски решенија кои што се подложни на корупција. А ако видиме поведението на владините функционери изминатите 5 години, со која доверба ние тие сметки ќе ги превземе приватна клиничка куќа, која што досега добро си ја завршила работата, на институција од државната управа, која што ја управува кадар кој што е именуван од политичка партија, кој што доаѓа од политичката коалиција која што беше 111-та на индексот на Transparency International во корупција и ќе им ги дадеме на повели сите сметки и сите состојби на сметки во оваа држава. Сметам дека тоа е навистина не е во ред. Исто така, доколку се прави трансформација на ова уредување, сметам дека многу е подобро Народната банка на Република Македонија да го превземе овој дел од управувањето со оваа материја, но таму има шпекулации дека Народната банка одбила да превземе да го води овој дел. Прашањето е зошто? Дали Народната банка може би сака да ја остави онаа малку независност што им е останата и не сака да ги трпи притисоците на функционерите на власта. Што ќе се случи со ова? Ќе се случат непотребни компликации
и непотребни трансформации на системот за кој што знаеме дека од одлично функционирање ќе дојде во просечно функционирање. Колку време ќе трае преносот на сите овие податоци од КИПС на Централниот регистар? Како ние ќе успееме да се бориме со корупцијата, која ќе дозволиме во една влада, која што за премиер го имаше Зоран Заев, за генерален секретар го имаше Драги Рашковски, за директор ја имаше Лилија Димова, па тука беа уклучени и Ременски и Кирацовски, во една институција да ги имаат сите состојби на сметки во државата. Дали тоа ќе значи дека утре некој функционер ќе може да се јави со еден телефон и да провери каква е состојбата на сметка на било која компанија и потоа со истите тие инструменти кои што денеска видовме во и вака корозивно македонско судство, донесени се две пресуди. Првата е за полициски началник во секторот за економски криминал кој што е прогласен за виновен по членот 353 заради тоа што вршел влијание во предизборието. Заради вршење предизборно влијание. Како ние на овие луѓе ќе им довериме да имаат можност да проверуваат во сите сметки? Дали тоа значи дека истиот тој началник, кој што сега дури и при вакво судство со многу очигледни докази бил обвинет, нема некој министер да го испрати во некоја фирма и да му се заканува, да му вели дека ќе му поднесе пријава доколку не му исплати рекет? Дали е тоа возможно? Да, видовме дека е возможно. Не за џабе сме 111 на индексот на Transparency International. Видовме дека е многу возможно. Видовме дека градоначалници се фаќаа во предизборен подкуп. Видовме многу функционери, дури од оваа актуелна власт, која што вели дека се бори против корупцијата, како се фатени живи со рацете во медот. И сега ние ќе превземаме вакви податоци од приватна клириншка куќа која што досега сосема солидно се вршела работата и ќе ги однесеме во Централен регистар, за да можат овие луѓе да продолжат со тоа што го прават најдобро. А тоа е систем на репресија, систем на закани, систем на уцени, на крај она по кое што станавте фамозни, а тоа е системот на рекет. Со овој закон вие можете да им овозможите на вашите функционери да прават легален рекет преку тоа што ќе имаат увид во сметките и ќе можат потоа да им вртат на фирмите и да им се закануваат и тоа да го наплаќаат. Нашите амандмани беа коректни, но повторно ќе кажам, изразувам жалење што не успеавте да се надминете себе си и продолживте да носите практики кои што дополнително ќе ја брукаат оваа држава. Наместо да ја спречуваме корупцијата на секој чекор каде што можеме, носејќи законски решенија каде што ќе спречуваме на секаков начин приот на можност за корупција, ние им дозволуваме при тоа легализирајќи ја истата таа корупција. Благодарам.